Скопје одамна сака да се нарекува метропола, но повторно градот бара решение за елементарен дел од урбаното живење. Дел по дел, чекор по чекор. Во Скопје ќе престанеме да ги гледаме глетките на незатворени и преполнети контейнери со отпад, кои околу себе шират непријатна миризба и оставаат впечаток на нечист град. Но за паметни контейнери потребни се и граѓани што знаат и сакаат да го фрлаат ѓубрето каде што треба. Најголем проблем е од дивите собирачи низ градот, каде што после завршување на нивната маршрута го расфрлуваат ѓубрето насекаде. Потоа со градежните фирми. Речиси секоја општина има по неколку диви депонии. Преку 3 примери, 360 степени истражува на терен. Зошто е толку комплицирано решавањето на навидум едноставниот проблем? Три возила на Скопската противпожарна бригада со часови не можат да се справат со запаленото ѓубриште на депонијата во Шуто Оризари. Теренот е непристапен, бидејќи патот е затрупан со ѓубре. За пешки се мора со метли да сиде горе, Пожарникарите велат дека за време на летото овде доаѓале и по 2 пати на ден. Освен нив, погодени се и жителите на Визбегова. А бе у близина живееме, умровме у ноќно време, све на гума мирише. Ето гледат, а земат луѓе плата за тоа да ги пречат, ама не ги пречат. Таа криво општина! Општина криво! Па знаеш, покрај кучите таму, бе, сега ѓубре стане. А зошто таму го фрлаат? Па хајде детко, па не може да чуваш ден и ноќ. Замислете, децата мои побараа да си играат надвор, не им дозволивме поради отровот кој што беше околу нас. Според локалното население, депонијата забрзано се полни со ѓубре во последната година и половина. До тогаш локацијата била претоварна станица на градската комунална хигиена, а од тогаш е предадена во надлежност на општината Шуто Оризари. Жителите имаат само ветување од администрацијата на градоначалникот Курто Дудуш дека ѓубрето ќе се премести за Дридот и дека таму ќе се закопува. Во меѓувреме, сметот го затрупал и патот до локалната црква и гробиштата. Донесе еден багер и еден камион, кој што почнаа 2 дена работеа, третиот ден се расипа багерот и толку заврши целата приказна. Позачистија нешто, однесоа таму, но со тоа само го преместивме проблемот. Ние не го решивме проблемот, го преместивме 400 метри понатаму. И додека жителите на Визбегова не можат да се разберат со општината за легалната депонија, во околината никнале и неколку диви. Екипата на 360 степени за само час и половина престои на локалитетот, улови 2 камиона кои стурија градежен шут во непосредна близина на куќите. По патот кон населбата Шутка пак освен градежен материјал, има и покуќнина, облека, бела техника. Од општината Шуто Оризари не добивме став зошто дозволуваат нови депонии и палење на постоечките, додека од градската комунална хигиена велат дека не се надлежни. Што се однесува до таа депонија, таа е веќе со години уназад и колку што јас сум запознан, знам дека Министерството за животна средина има план за чистење на таа депонија, но ако е потребно нашите екипи да помагаат, ние не можеме, немаме капацитет во целост да ја исчистиме, таа е голема депонија. Ако е потребно и ние као предпријатија да помогнеме, стоиме на располагање со нашите сили. Судејќи по ставовите и молкот на дел од надлежните, Визбегова нема наскоро да се ослободи од редиштата со ѓубре. Слаба алка во овој случај се и општината и свеста на граѓаните. На патот кон најголемите скопски гробишта тешко е да се промаши една од 10-тината диви депонии во општината Бутел. Пред неполни 2 месеца, екипи на град Скопје, заедно со јавното предпријатие Комунална хигиена и улици и патишта, информираа дека почнале акција за чистење на дивата депонија во Бутел. Известија дека поднеле и кривична пријава за неовластено фрлање смет. Но еве каква слика затекнавме денес.
Депонијата постои не само што е дива, туку се наоѓа на приватно земјиште во собственост на семејството Здравкови. Пред 10 месеци целиот овој плац беше зеленил. Откако почнаа да прават улицата, да поправаат коцката, нели да се става асфалт, наслушнавме дека целата таа дел од таа земја се истура на почетокот на плацот, меѓутоа беше оставено на тоа. Откако се заврши реновирањето на реконструкцијата на улицата, започнати се со истурање смети ѓубре на овој терен, на нашиот плац и на плацот до нас. Нино Здравков барал решение на проблемот. Летото успел да ги убеди надлежните служби од град Скопје да исчистат дел од ѓубрето, а казниле и човек кој на плацот си направил импровизирана канцеларија и наплаќал на камионите за истоварување. И чистено е 2%. Да претераме 5%. И чистено, предпоставувам чисто колку за пред медиуми, нели? И за нас, предпоставувам да ни се замачкаат очи. Меѓутоа, толку е. Значи, во тие недела дена се направија неколку активности и толку е. Од тогаш ниту имаме некакви информации, ниту нешто е направено. Од општина Бутел знаат за проблемот со дивата депонија и со узурпацијата на приватното земјиште. Како локална власт изрекле казна, но велат дека немаат соодветна механизација, па чекаат помош од град Скопје. Нашата општина располага со 11 вработени во редарската служба и комунални инспектори. Изречени се повеќе мандатни казни до причинителите. Сторителите ги пријавуваме во полиција, а појавата на новите депонии и чистењето на постоечките го пријавуваме на одговорните служби на град Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена. Иако втората скопска депонија што ја посетивме има различна приказна од таа близу Визбегово, заклучокот зошто е таа таму повторно се сведува на истите елементи: слаб капацитет на општината, но и лакомост и ниска свест на граѓаните. Третата скопска депонија што ја посетивме е близу Долно Лисиче, кај мостот на Вардар што води кон селото Јурумлери. Бидејќи оваа депонија не е близу до куќите, немаше и кој да се пожали. Кој и зошто фрла тука? Од надлежната општина Аеродром тврдат дека оваа дива депонија, како и останатите 5-6 во општината, ги чистат редовно, но дека во вечерните часови повторно се фрла ѓубре. Депониите редовно се контролираат и се чистат од нашите служби, како и во соработка со јавното претпријатие Комунална хигиена. Досега на нашата територија има целосно исчистени 62 мини депонии. Општина Аеродром има засилен надзор, а инспекцијските служби работат во 2 смени како и за викендите. Заклучокот од сите 3 депонии што ги посетивме е дека проблемот обстанува поради слабиот капацитет на општините и неодговорноста на граѓаните. Бројките од градот, од каде велат дека не се директно надлежни, покажуваат дека годинава исчистиле 220 локации, а инспекторите од јануари напишале 200 казни и 1 кривична пријава. Освен со санкции, градската власт се обидува да го намали проблемот и со превенција. Градот Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена повремено спроведуваа акции за собирање на овој отпад бесплатно, а во тек е изработка на нов концепт на работа со кој во секоја општина на 3 до 5 локации, во точно определени денови, граѓаните ќе може слободно и бесплатно да го остават кабастиот отпад. Изминатиот месец општините заедно со комунално имаат есенска акција за чистење диви депонии. Од почетокот на годинава досега исчистиле 6500 кубни метри отпад од диви депонии. Со оглед на големината на Скопје, тие бројки се далеко од воспоставување системски механизам за елиминирање на ѓубрето и загадувањето на воздухот од неговото палење. Капацитетите на властите секако се причина за слабото справување со проблемот, но излезот лежи во елиминирање на причината за дивите депонии. Негрижата на значаен дел од жителите на метрополата да не се удават во сопственото ѓубре.